Пред 7 дена во ова студио зборувавме за Брекзитот. Вие ги следите како институција случувањата во светот и во Европа. Дали сме пред нова економска криза? Зборувам за криза, не зборувам за очекуваната рецесија, која нели после успони на економијата секогаш доаѓа до паѓање, бидејќи тоа е циклус во капитализмот и во развиените земји. Зборувам за нова економска криза која што може да ги измести фундаментите на економијата и да траат последиците повеќе години од кога би избила кризата. Дали има такви индикации? Добро, ако реферирам на последните видувања, например, еве на Меѓународниот монетарен фонд, како навистина релевантна институција на глобално ниво, тие, мислам дека вчера направија ажурирање на последниот светски економски преглед, кој што беше објавен во октомври, со кој што, се извинам, на среднорочен период даваат видувања за движењата на глобалната економија и за одделните региони и подрегиони во рамки на глобалната економија. Најновите, очекувања на Меѓународниот монетарен фонд е дека глобалниот раст ќе продолжи на среднорочен период, меѓутоа очекуваат одредено забавување на динамиката на растот. Ако за 2018 година се очекува или се проценува растот некаде околу 3,7%, значи зборувам за глобалната економија. 2019 се очекува одредено забавување некаде 3,5% и за 2020 година отприлика слична динамика некаде околу 3,6%. И сега, она што е важно да се потенцира, дека ова сепак значи надолна ревизија во однос на претходните проекции, кои што ги имаше Меѓународниот монетарен фонд. За 2019 година надолната ревизија е за минус 0,2%, а за 2020 година минус 0,1%. Сепак, ако се гледа по региони и подрегиони, различни се видувањата, некаде има поголема корекција, некаде има надолна, некаде има нагорна корекција. Меѓутоа, сепак генералната слика, ако ја гледам, значи се уште не се зборува за криза, туку се зборува за забавување по стапки на раст, кои што во глобални рамки се сметаат дека се солидни стапки на раст. Да, но многу битно во се во ова е каква ќе е состојбата со Европската унија пред се со Германија. Гледаме дека една голема економија се заминува од Европската унија, тоа е британската економија, и останува најголемата економија, тоа е Германија, со која што ние имаме огромна трговска размена, значи како Република Македонија, и она е носител на стабилноста во Европската унија, а во Европската унија имаме прилично нестабилни земји кои што можат да предизвикаат големи турбуленции. А какво е здравието на економијата во Европската унија и пред се во Германија, која што не е најголем трговски партнер? Дали може тука да дојде до поместување и да се одрази на Македонија? Да, значи, во контекст на ова што го зборува, ако гледаме под регионот, Европа, еврозона, тука е направена одредена надолна корекција на очекувањата за растот и за 2019 и за 2020 година. Ако се погледне во структурата на земјите, корекцијата, како што со право нотирате, е направена кај Германија, направена е кај Италија, значи тоа се економиите кај што сега се очекува послаб раст, меѓутоа да потенцирам се зборува за раст, а не за контракција на економијата, но послаб во споредба со изминатата година, а динамички ако се гледа потоа на среднорочен период се очекува забрзување повторно на нивната стапка на раст. Има и одредени специфични фактори, нормално, кои што влијаат во самите овие економии, покрај глобалните фактори, како глобален фактор, кој што генерално влијае на глобалната економија, вклучително и на германската економија, која што е доста зависна од извозот, нели, па нормално и на сите случувања во останатите економии. Тоа е ризикот од интензивирање на трговските бариери. Сведоци сме дека во 2018 година започна еден процес на интензивирање на трговските бариери во глобални рамки, кој што сега главно е на релација Соединети Американски држави и Кина, меѓутоа дел од мерките се однесуваат и на Европската унија, но ако се гледаат, да речем, меѓународните финансиски институции кои што прават анализи за ефектите од затегнувањето на трговските релации, постојат различни оценки во зависност од претпоставките кои што се користат.
Во голема мера некои од оцените упатуваат на бенигни ефекти, поаѓајќи пред се од состојбите сега. Зошто зошто доаѓа до такви констатации? Во суштина велат дека сега за сега мал дел од обемот на трговијата е зафатен од стоките. Проценките се некаде околу 1% од вкупниот волумен на стоки кои што се предмет на трговија, и дека така гледано, ако нема натамошна ескалација, значи тоа е многу битна предпоставка, дали натаму ќе има ескалација и дали така се прошири и на други земји и на други производи. И оттаму, нели, различни се сценаријата за можните ефекти. За нас конкретно, за македонска економија, па и генерално за сите отворени економии, како што е нашата економија, секако ние сме прилично интегрирани во тие трговски текови и неповолните случувања надвор секако може да имаат неповолни импликации и на нас. Меѓутоа, сега за сега, следејќи ги податоците за трговијата, до сега ние не гледаме некои повидливи ефекти, не значи дека не постојат ризици, ризиците постојат, треба будно да се следи, но сега за сега трговијата кај нас солидно расте околу 16%, ние, например, извозот, што значи забрзување во споредба со изминатата. Да, рековте трговски бариери, во центарот на сите трговски бариери и трговски случувања се Соединетите Американски држави. Таму во моментов е голема енигма што се случува. Првин, федералните резерви ги зголемија каматите конкретно минатата година, што кажуваат дека треба да забави малце нивната економија. Исто така имаат проблеми и со администрацијата, се натегнуваат председателот Трамп со демократите околу зидот и делот од администрацијата не добива пари, едноставно не ја финансираат, не се финансира, бидејќи е блокирана буџетот. Влезење Соединетите Американски држави во повеќе трговски војни, пред се со Кина, но тука и со Европската Унија околу челикот и алуминиумот. Дали сепак премалце внимание посветуваме на тоа што се случува во Америка? Знаеме дека големата криза во 2008 почна од таму и се прелеа во Европа и се претвори од банкарска во голема финансиска криза, кај што без малку ќе го урнеше и еврото заради лошата политики што ги има во банкарскиот сектор во Соединетите Американски држави. Дали има сигнали дека може да се разгорува состојбата во Соединетите Американски држави на полошо и да влезе во потполно нестабилен период? Добро, значи, како ние, така и целокупната меѓународна заедница будно ги следи случувањето во американската економија, секако заради незината големина и мултипликативните ефекти кои што таа може да ги има, нели, врз остатокот на светот. Јас баш со внимание ги погледнав и констатациите најнови на Меѓународниот монетарен фонд, нивните очекувања во однос на американската економија. Оно што можам да го видам е дека сега за сега исто така генералната констатација за глобалната економија за забавување е таа констатација валидна и за американската економија. 2018 година растот во Америка се проценува некаде близу 3,29%. Меѓутоа се очекува оваа година тој раст да забави, но зборуваме сепак, значи, за раст 2,5% раст. И во среднорочен период исто така се очекува некое умерено забавување. Ризиците кои што постојат во американската економија, вклучен вие го споменавте процесот на сколемување на каматните стапки. Значи, ако се вратиме малку наназад, во посткризниот период, значи, најразвиените централни банки спроведува ултраакомодативна монетарна политика, меѓутоа Централната банка на Соединетите Американски држави почна прва постепено да излегува од таа акомодативна политика, а што беше причината за тоа? Причината беше бидејќи американската економија почна да заздравува со одредено темпо и нивните проценки се да, тоа е нели основната законитост во економијата, кога почнува економијата да заздравува и се креираат одредени притисоци, постепено започнува процесот на нормализација на монетарната политика. Зголемувањето на каматните стапки во основа е сигнал дека економијата заздравува. Инаку Централната банка, особено во ФЕД, имајќи го предвид начинот на кој што е дефиниран нивниот мандат, тие не би удриле со зголемување на каматни стапки доколку нивните проценки се очекувања за рецесија.